Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Safe City системот е во функција. Камерите на сообраќајниците ги ловат возачите кои возат на дозволеното, поминуваат на црвено, не им е регистрирано возилото или непрописно паркираат. Сликата полициите е забавена, возилата возат можеби дури преспоро, велат дел од возачите. Кај некој се јавува револт, бидејќи доцнат, но други пак им одговара побавното возење, кое ги штити од казни, но им дава и гаранција за безбедност. Еве гледаш како нон-стоп гужва. Барем да направа зелен бран. Ова 20-30 метри пак семафор, че пак се затвара. Повеќе гужва се ствара. Гужви има многу? Многу. И сега многу се плаша по 30. Па возил бе 56, он е 25-30. И го коча со браќаат. Успоро возат возачите, мисли да се пазат? Така и треба се. Тоа го читам одамна го барам. Сама нема народ. Таксистите пак се плашат дека Safe City системот ќе им ја намали работата. Оние кои чекаат такси можеби ќе го откажат и повикот ако чекаат предолго, бидејќи по улиците се вози побавно. Но други пак сметаат дека сепак нема да им влијае на работата. Значи, ќе касниме цело време. Јас возам такси. Ќе касниме на повици цело време, ќе ни бегаат патниците и тешко ќе биде. Да, еве сметате дека тоа ќе ви влијае конкретно на работата полоша? Да. Па не многу, јас стално полека сум возил, така да не многу. Ова со Safe City е добра работа. И додека долго најавуваниот систем на МВР кој треба да спасува човечки животи по улиците се чекаше да стапи во функција, полицијата на терен изминатиот месец казнуваше за прекршоци. Во јануари полициските службеници напишале околу 16.000 казни. Најголемиот дел од нив се за возачите кои возеле пребрзо. Но покрај казни полицијата уапсила и 74 лица поради безобзирно управување со возило. Најголем дел од нив возеле под дејство на алкохол, а други под дејство на дрога. Но имало и такви кои возеле во забранет правец. 4000 казни се издадени за неправилно паркирање, а само во месец јануари полициските службеници фатиле и 1611 возачи кои возеле без дозвола. Но не само возачите, минатиот месец казни имало и за 184 пешаци кои не ги почитувале сообраќајните правила. Тамара Тичевска, Сител телевизија. Нема да има селективна правда и недопирливи, ако раденото ќе се врати кај народот, порача премиерот Мицковски на конститутивната седница на Националниот совет за финансиски истраги и конфискација на незаконски стекнат имот. Според него владата поставува темели на систем во кој правдата не е декларација, туку пракса, а борбата против корупцијата не е политички слоган, туку државна политика. По конститутивната седница, опозицијата обвинува дека Мицковски ги земал под контрола сите институции, а везниската борба ќе ја докаже ако се углапси самиот. Во моментот, повеќе од 50 предмети за висока корупција се во постапка, случаи кои со години биле заткриени, одложувани или игнорирани. Но ова не е крај, туку почеток. Очекуваме отварање на нови случаи, темелни истраги и резултати што ќе вратат довербата на граѓаните во државата и во институциите. Јасно и гласно сакам да порачам, нема селективна правда, нема заштитени, нема недопирливи. Во 2025 година преку акцијскиот план обезбедивме над 452 милиони денари директен прилив во буџетот на државата од конфискација. Ова е доказ дека системот функционира, но и потсетник дека мора да го унапредуваме за да обезбедиме уште поголемо влијание. Нашата цел е функционална правна рамка што возможува брзи, координирани истраги кои даваат резултати во согласност со европските стандарди и обврските од реформската агенда. Незаконски стекнатите средства и нивната конфискација всушност најмногу обесхрабруваат криминални активности со што ќе се намалат секаква корист што се добива при тоа. Како ќе се спречи да не бидат војно оданочени македонските државјани кои работеа во Авганистан и Ирак, но и морјовниците и тие што заработуваат на бродови?
До 1 мај граѓаните кои работеле во странство ќе треба да достават докази до УЈП дека данокот таму им е платен. Потоа управата ќе одлучува дали потврдите ќе им бидат прифатени или ќе треба да доплатат. Проблемот е што дел од компаниите кои ангажирале работници веќе се згаснати. По обезбедувањето докази за платен данок во 2020-та не може да обезбедат. Може би 70% може да извадат документи од фирми, а другите 30% не може да извадат. Така да ние баравме од директорката како институција да побараат помош од Министерство за внатрешни работи или не знам од која друга институција, да сами да побараат од тие фирми или да директно да комуницираат со америчката амбасада, бидејќи тие се амерички фирми, се мултибилионерски фирми, да кажем, кои сигурно имале плаќено некаде данок на раст. УЈП ќе им излезе во пресред, вели директорката Петрова. Побарале листи на компании кои ангажирале македонски работници, па тие ќе ги контактираат. Од испратени 1100 решенија за лицата кои работеле во Авганистан и Ирак, до сега докази успеале да обезбедат само 200 лица. Постигнавме заклучок да ни достават и листи од тие граѓани, податоци за компаниите во кои што биле ангажирани, за да повторно им излеземе во пресред и да направиме напори за проверка и на проверки дополнителни за тие граѓани во смисла на тоа дали имаат платен данок во другата држава. Кон крајот на минатата година, УЈП испрати 10.000 даночни решенија за лицата кои работеле во странство во 2020 година. Дел од нив реагираа дека управата ретроактивно им бара да платат данок на остварениот доход, а дел дека данокот веќе им е платен во земјата каде што работеле. Согласно законот, ако граѓаните достават доказ дека платиле данок во земјата со која имаме подпишано договор за одбегнување на двојно доначување, нема да има потреба да платат ништо. Но во земјите каде данокот на доход е 0%, должни се да платат 10% од заработената бруто плата. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Столчето спротив председателот на ССМ остана празно. Никој од владата не се одзва на поканата на синдикатот. Спогодбата за минималец од 600 евра и раст на сите останати плати за 100 евра, како што бара ССМ, остана без подпис во владата. Не е јасно кој требало да отиде на средбата, велат ова е обид да се создаде лажна слика за социјалниот диалог. Не знаеме кого Трендафилов чекал, сместувајќи се во празна сала, но едно е кристално јасно, социјалниот диалог за нас е сериозна и одговорна државна политика, а не средство за политички театар и парадерство пред камери. Јавноста треба да знае дека средбата на премиерот Мицковски со представници на синдикатот УПОС е закажана и ќе се одржи во просториите на владата во четврток во 16:45 часот, стои во владиното соопштение. За жал, представникот на владата не се охрабри и не се појави во Сојузот на синдикатите на Македонија. Веројатно има многу побитна агенда од зголемување на работничките плати. Приоритети се во прашање. Ако зборуваме со паричките, значи намалување на работничките плати за повеќе од 22% или укинување на 10% зголемување на работничките плати во јавниот сектор, подпишано со општиот колективен договор за јавен сектор. Премиерот бара укинување на методологијата која ужива тој како функционер просечна плата по коефициент за сложеност само за да не ги зголеми платите на работниците, или во парички кажано тоа ние од Сојузот на синдикатите на Македонија истакнуваме дека значи ќе им земат 3 парички на работниците, а ќе им дадат една. Тоа е недозволиво.